Драги гледачи, ќе одвоиме неколку минути за историјата. Односно, секој град има свое миното, своја историја, а секој интересен факт е доказ на значењето на нашиве предци. Денес во нашево студио рано наутро имаме гостинка која неуморно раскажува за историјата, за легендите, ликовите и верувањата на штипјани, за неговото минато и сегашност, Штип некогаш и денес. Велам добро утро на Елена Јосимовска. Добро утро. Благодарам што ме поканивте, што имате доверба во она што јас го знам и што можам да го пренесам на младите генерации. Ви благодарам и вам. Како што и споменав на гледачите, вие сте неуморен собирач на минатото, низ документи и сеќавања. Би можеле малку повеќе да ни откриете во врска за тоа? Да, точно е дека сум неуморен собирач. Прво од љубовта кон мојот град, кој неизмерно го сакам, и сакам сите идни генерации да знаат малку повеќе за својот град. Точно. Затоа што постои и поговорка запознај го својот град за да го сакаш повеќе. Тоа е можеби една од причините. Втората причина е што јас кога сум била ученичка, сум имала многу добри наставници по историја. Ќе ја споменам Елка Пилатова, која, мислам, незаменлива историчарка. Потоа во погорните класови ми предаваше Олга Огњанова, и двете сега се покојни, ама живеат во мене, во моите спомени, и оставиле трага. Им благодарам за нивниот труд, што се трудеа да не направат добри ученици, добри граѓани, и мислам успеа во тоа. И можеби како трето би го ставила тоа што нашите постари, баби, дедовци, стари комши, се собираа едно време, многу се дружеа, многу разговараа за историја. Затоа што Штип бил град кој поминал низ многу државни администрации. Се менувале господарите, дури некаде 12-та година, кога си заминуваат турците, во една година се сменуваат три државни, една календарска година, три државни системи. Си заминуваат турците, доаѓаат бугарите, првото бугарско, си одат бугарите, доаѓаат србите, потоа пак се менуваат срби, бугари. Значи, низ многу раци поминал Штип и тие многу преживеале. Знаеа за војните, за болестите, за епидемиите, за разните. Во Штип кантонирала на различна војска, дури и црнци имало. Црниот одоред при француската војска. И мене ми беа многу интересни тие приказни. Како било во турското, што им правеле, како оделе по нивите, работеле, слугувале, немале своји имоти, биле обесправени, иако денеска се обидуваат да зборуваат за некаков соживот. Тоа многу доцна се случило, затоа што империјата овде била 5,5 века, може би под притисок на Европа, кога почнуваат реформите, се менува односот, да речеме, христијани и турци, меѓутоа долго време биле раја. И тоа не можеме да го направиме, да го велиме дека било соживот. Имало разлика во... Дури не ги земале за војска, значи не ги рачунале за рамноправни членови на империјата. Меѓутоа, па и немаме некоја полза сега толку многу да го потенцираме, ама претрпело нашето население. Многу. Оттаму и се родила вашата желба во врска со историјата. Оттаму и почнувате да собирате документи, како што и споменавме. Која е причината? Што ве мотивираше најмногу за да ја доловите? Значи, најмногу е, пак ќе се вратам на тоа, љубовта кон родниот град. Се што се зборува за Штип, мене многу ме интересира. Податоците не се собираат така одеднаш и сознанијата како да ги собереш се исто така школа. Треба да научиш како... Значи, прво сум читала многу патеписи. Патеписците се многу битен елемент во историјата. Секој во различен период напишал што видел. Денес немаме такви патеписци. Понатаму
она, да речеме, што сум го слушала како mouth history, устна историја, сум сакала да го проверам. Затоа што некои работи ми се чинеле бајки. Да. Некако не ми било верно и сум сакала да најдам дали тоа е вистина. Или не. Оти баба ми кажуваше дека на џамот вика доаѓа со стап ми чука црнец, црн како ѓавол со бели заби, дај леп. Мене тоа ми личеше на приказна. Меѓутоа, кога малку подлабоко навлегов во историјата, најдов податоци дека при француската војска имало црни одреди како колонијални одреди и навистина биле на Македонскиот фронт и навистина минувале низ Штипот и Штип бил главниот пат, низ Ново село, Да. низ Клисура, тука им бил патот. А ние живееме тука така речи на патот. Значи секој што ќе помине мора да помине пред Мора да нашата помине куќа. И баба ми била со мали ситни деца, сопругот и бил 7 години војник. Почнувајќи од опалчението, 12-та, 13-та, меѓусојузничката војна, Првата светска војна, бил воен заробеник, па потоа бугарите ги побарале сите македонци од српската војска заробени да ги вратат назад, ги вратиле, па ајде на Криволак. И така 7 години дома не се вратил. Тоа било многу тешка судбина. И јас слушајќи ги тие приказни, почнав да се повеќе да барам, да читам. Да навлегувате во историјата. Ке најдете еден податок некаде во архив, таму има уште 2-3, па ве заинтересираат тие. И ви се отвараат многу Се врати. повеќе и повеќе. Да, интересот расте. И јас сега сум во поодмакнати години веќе, ама интересот не ми престанал се уште. Денес во Штип, како што спомнавме, има многу промени. Како било некогаш и сега? Која е разликата? О, многу е голема. Точно. Има моменти кај што да речеме некогаш сме биле на повисоко ниво, сега сме во опаѓање. Има моменти кај што некогаш сме биле на ниско ниво, сега. Значи многу е различно. Меѓутоа, оној Штип за кој ние зборуваме и велиме некогаш, навистина бил град центар што викат. Затоа што во него се случувале многу работи, низ него поминувале главни патишта, што ги поврзувале. Например, во едно известно време за турскиот период, Штип бил град трансфер. Значи, на некој начин Солун. Затоа што Солун бил трговски град, Да. ама штипјани целата стока што ја има во Солун ја донесувале во Штип. И така да тие што доаѓаат од далеку, практично се што има во Солун, има и во Штип. И станал многу развиен трговски град. Ако земеме, еве и од патеписите, по некој податок. Значи, Евлија Челеби, уште во 17 век кажува дека во Штип постои голем карван сарај. Тоа значи дека овде се одседнува долго време, некогаш и по месец дена, зависи трговски врски се воспоставуваат. Собирал карванот 100 камили, не знам 120 коњи, не знам, бил многу огромен, затоа што трговијата се вршела по пат на карвани. Значи, камилите ќе ги сместат во карвансарајот, таму имало и михраб, затоа што исламска држава, за молитви, за тоа имало фонтани, тука бил Шардаванот, денешниот наш плоштад, значи пазарот, бил исламски град, ги имал сите карактеристики на таков град, ама тие карактеристики укажуваат дека бил центар и дека бил голем град и многу значаен. Точно. По што се карактеризира градот Штип? Веќе кажавме дека има премногу големи промени. Неговата карактеристика? Многу различни периоди постојат за да се даде една, да речеме, глобална карактеристика. Зависи за кој период мислиме, во кој период.
За време на турскиот период бил голем трговски центар. Меѓутоа, со изградбата на железницата 1878 Скопје Солун, Штип го губи својот примат како град, да речеме, во кој многу работи се случуваат примерно. Затоа што железницата направила врската со Солун да биде многу поедноставна за патниците, за трговците. Да речеме, во време на Бугарија бил духовно седиште, во време на Србија бил на повисоко ниво се издигнала културата, иако културните традиции датираат многу одамна, меѓутоа многу изолирано христијаните живееле. Затоа во Штип постои Штип како град исламски, еврејски и многу малку христијански, ама за тоа пак постои Новосело, кај што е христијанското население и кај што е вистинскиот Штип во она форма во каква ние го бараме. Точно. Значи таму си има училишта, си има цркви, си има пазар, си има производство, комплетно еден цел град, иако се вика село. И не знам од каде доаѓа името село. И зошто село? Кога таму живееле најградските луѓе. Како низ границите се менуваше градот Штип? Секоја генерација како што доаѓа има промена? Нормално. Тоа важи за сите градови и се однесува и за нашиот град. Секоја генерација си носи своји одлики. Јас можам да кажам за нашето време, на што јас се сеќавам. Се сеќавам на еден стар убав Штип, кој требаше да се зачува со старите градби, затоа што беше музеј во живо. Нашите раководни структури цело време, од да речеме ослободувањето, ајде од таму да почнеме наваму, сакаат да градат нов Штип, меѓутоа нов Штип не се гради на стари улици, калдрамисани улици, кај што не можеш до ден денес, не можеш да направиш тротоар, не можеш да направиш да се разминуваат две коли и пешаци. Значи, грешката е направена во тоа што стариот град не е зачуван. И ден денес уште не се води сметка за во однос на порано. Порано архитектурно бил смирено направен, вклопено се во него, така како што треба да биде. Јас денеска посматрам джиновски згради помеѓу ниски, мали згради. Различни градби. Тоа ми делува како кога ќе видиш ниски луѓе и еден висок човек меѓу нив. Нескладност, постои нескладност. Плюс тоа се забележува, многу се забележува пропусти заради некој што е некое име. Дека ако има име и моќ, он може да направи, да речеме, на зградата надградба каква сака, со тоа го нарушува изгледот и на градот, и на самата зграда, и остава впечаток, затоа што тоа ќе остане за воиднина, остава впечаток дека ние имаме слаби архитекти, кои немале вкус, кои нема, што не е точно. Значи, моќта им го расипува професионализмот. Барем јас така мислам. Минатото е одраз на нашата секашност. Како минатото на Штип се одразува денес? Еве, веќе спомнавме околу градбите, културата. Некако овде не е во склад тоа дека минатото, да речеме, се одразува. Ако се одразува, се не знам во која смисла би било тоа, ако се одразува минатото во културна, во да речеме просветна, во Штип имаше некаков друг ред, многу подобар од денес. Затоа што јас памтам многу години и правам разлика, мислам дека денес и покрај напредок на техника, имаме универзитети, имаме дипломи,
а немаме знаење. Точно. Порано имало помалку луѓе со образование, ама биле Но навистина повеќе образовани. Денес дипломите се ставаат под знак прашање. Затоа што тие реално го докажуваат тоа на дело, дека е така и дека не е ова ништо ни злонамерно, него едноставно нешто треба да се менува во нашиот систем. Мислам дека одиме кон полош, не кон подобро. Да. Ако зборуваме, еве сега беше пред некој ден промоција на една книга Што ќе од Лилјана Мазова. Објави една драма Маруша, од која ја можам да почнам, па да се надоврзам на прашањето. Се извинувам. Значи, нашата култура била на такво ниво да бидеме во цела Македонија на прво место. Почнувајќи од минатата година прославивме 90 години од првата опера. Значи, Штип е град во кој првата опера е изведена. Тоа е многу високо културно ниво. Ние денес младите не знаат речиси што е опера. Точно. Значи, одиме назад во тој поглед. Драмата Маруша, која автор е еден од наш штипјанец од Ново село, Васил Хаджикимов, заедно со Душан Будимирович, кој во тоа време бил управник на театарот и во исто време бил професор по германски и српска книжевност во гимназијата во Штип. Ако ја споредиме денес гимназијата со таа гимназија, тогашната, многу малку знае за театарот, а не па да е творец на театарската дејност. Да. Во тоа време популацијата гимназијска и младината во градот биле основни носители на театарската дејност. Така е и со овие драми, да речеме, еве Маруша е многу порано од Бегалка, од Ленче Кумановче. А пред неа имаме и една друга драма која е македонка. Тоа се битови драми, кои на некој начин не се толку признати, може би од причини што информацијата за нив е многу слаба. Сега промовираше Лилјана Мазова после толку години под наслов Маруша се враќа дома. Сите ние кои се занимаваме со историја на Штип, знаеме и знаевме до овој момент, додека таа ја објави книгата, дека Маруша повеќе не постои. Дека била изведена, ја напишал, ама немаме пишан документ. Таа многу едноставно дошла во Нови Сад. Во еден неврзан разговор дошла до информација и дале во Нови Сад во Матица Српска дека таа драма постои кај нив. Значи таа ја зема и ја донесе во Македонија и ние и должиме многу на Лилјана Мазова. Голема благодарност за тоа што тоа го направила и еве ја имаме Маруша, за разлика од македонка која ја немаме. Барем за сега, може би постои некаде, ма еве не е пронајдена, а пак е автор штипјанец Славко Нетков, заедно со Будимирович. Овие драми биле двојазични, значи македонскиот дел го пишува штипјанецот, српскиот дел го пишува и обично се однесува на бракови помеѓу србин и македонка, кај што македонките се прикажани како домакинки, како жени кои можат да го променат српскиот менталитет, бидејќи како што го прикажуваат во драмата, растурџија, не знам, имотот го растура, а жената домакинка го прави сето она што треба да го прави во едно семејство жената. И така убаво прикажана и многу убаво се примени драмите во тоа време меѓу штипјани. Затоа што многу пати преполни сали, дури 6 пати Маруша е повторувана едно по друго. Затоа што имало голем интерес
сите сакат да ја видат. Се давала за војска, за ученици, за работничка младина, за граѓанство. Значи, неуморно работеле тогашните ученици. Одели и на училиште, ама биле и глумци во драмите. Само да објасниме на гледачите дека за Маруша е драмски текст кој е напишана во 1925 година. Да. Дека станува збор за драма. Веќе и го објаснавме зашто станува збор, дека е напишана во 1925 година и дека денес се појавува во јавност. Како што и кажавме. Таа е напишана 25 година, а 2 години пред неа е напишана Македонка. Македонка. Значи, Македонка е репризирана во целиот источен регион и пошироко. Исто така и Маруша. Да. Меѓутоа, се случува еден момент кога Васил Хаджикимов го открива власта дека членува на Сдружение Македонско младешко тајно револуционерна организација. Постоела во гимназијата. И тој бил еден од основачите. Поради тој момент, од тој момент тој е прогонуван и не е веќе во Штип, заминува за Бугарија, а народот ја сака Маруша. Се уште му е интересна, тие почнуваат да ја прикажуваат под име на Павле, на неговиот брат, кој бил исто така актер и беше и во македонско време актер во Штипскиот театар. Значи, тие го покажуваат како автор за да го избегнат името Васил. Василие тогаш го викале, поради тоа што бил веќе оцрнет пред властите. Меѓутоа не трае тоа долго и драмата е забранет. Значи се трга од репертоарот. Кога Будимировиќ си заминува од Штип 26 година и станува секретар на Новосадскиот театар, тој ги поставува овие две драми и таму на репертоарот и ги има објавено во списанието Комедија. Има списание за театар Комедија, кај што е објавен репертоарот, меѓутоа и таму не се изведени драмите, затоа што пак Будимировиќ се замерува со управата на театарот и се заминува од Нови Сад и ги тргнуваат. Значи, тука завршува тоа. Сепак кај него останало длабоко тоа. И тој е еден од авторите, ама сепак му останал во длабоко сеќавање Штип. Точно. Како град во кој има многу талентирани ученици, младинци, граѓани кои го сакаат театарот, кои сакаат уметност. Кога сме веќе кај граѓаните, историјата вела дека живее меѓу народот. Колку жителите на Штип ги интересира за културата, обичаите, историјата, она што било некогаш и сега? Мислам дека многу малку, ама во последно време веќе се јавува интерес за историја, што мене ме радува. Ние како град, тие што го водат градот, тие треба прво да ја сакаат историјата на градот, а очигледно или немаат сознание што значи да се познава историјата на еден град, некако нив не ги интересира. Кога нешто им треба, некој податок, со голем мака доаѓаат до некој податок за некого, за некој настан, затоа што не е нотирано така како што треба да биде. Секој град кој држи до својата историја има свој хроничар. Човек кој има за задача да ја води хронологијата на градот и на крајот на годината, на 10 години, не е битно, се издава летопис на настаните и личностите кои оставиле трага за дења. Ние таков немаме. Значи, не сме на ниво на градови во Европа, кај што тоа многу се дава значење на тоа. Значи, во иднина би требало да се размислува да постои некаков хроничар, ако барем не го знае минатото, да почне од денеска, од и ова што е денес, еден ден ќе биде минат. Точно, и ќе биде интересно. Значи, барем од денес да се почне. Да се води некаква хроника на градот, да се знае. Ние, например, не знаеме кога е градено. Прашај некого од граѓаните кога е градена поштата. Никој нема да знае. И не му е должност на граѓанинот да знае.
Да. Затоа треба да се има служба, да се знае која зграда, кога е градена, кога е рушена, кој настан, кога настанал. Например, ние за Штипјани ја викат бомбата у Шардавено. Пукнала бомба 11-та година, терористички акт против империјата, да се предизвика нешто, да се направи, да се каже дека овде животот е тежок. Ние, ако немаме печат кој објавил такви податоци, немаме никакви податоци за... И јас нешто знам од старите. Бомбата у Шардавено беше многу често споменувано, оти имало многу убиства, многу клања. Дори се одело по куќите, по домовите, цели семејства се убивале во таа разјареност тогаш, затоа што била бутната џамијата, било бајрам, празник, некој подметнал динамит, ја урнал џамијата, немало внатре луѓе, еден, двајца, не било многу, да речеме, пуна џамијата, ама ете тој податок, ако не е бугарскиот, српскиот печат и нешто во странство кај што можеш да најдеш, нема податоци. Устната историја, кој ја запишал, кој ја запаметил, еве и ние со тек на време ќе си заминеме и таа устна историја ќе се заборави. Ќе се заборави. Вие имате и Facebook профил, каде споделувате повеќе информации. Таму како стои заинтересираноста? Па прилично. Јас сум администратор на таа Штип некогаш и сега, од причини што сите тие материјали кои ги поседувам, сакам на некој начин да дојдат до оние кои што ги интересира. Сега не може до сите, сите немат Facebook, сите не работат компјутери, ама сепак гледам дека има интерес и сум задоволна. Ги интересира луѓето. Например, ја кога спомнав на едно место за Штипската топаана, сите беа изненадени и се чудеа каде во Штип имало топаана, затоа што ние во Скопје има и мало, нели, топаана, ама имало и во Штип. А топаена значи топ хане. Значи куќа кај што се чуваат топови. И во Штип имало исто така војска и имало место кај што се чуваат. Каде се чувале. Апел до оние кои имаат поголема заинтересираност за историјата. Оние, например, кои сакаат да ги следат вашите постапки. Што би им препорачале? Па знаете што, во секој човек постои желба која можете да ја разбудите, ама не можете да се наметнете. Јас се обидувам да ја пробудам таа желба кај луѓе кои го сакаат градот, кои ја сакаат историјата. Дури сум и приврзаник на часовите по историја, да има одредени часови посветени за секој град. Значи, вие како жител на Штип, кога ќе излезете од Штип, не е убаво некој друг што бил заинтересиран за историја повеќе да знае од вас за вашиот град. Мене ми се случувало такви работи. Може би и тоа беше едно од причините да се засрамам. Како може јас за мојот град нешто да не знам, а да знае некој од Словенија? И тоа ми се случувало. И поради тоа би сакала, би ми било драго, кога децата од Штип, наставникот по историја, ќе ги одведе до Кемерот. Затоа што, еве, прашајте некој во Штип, кои се римски, остатоци од римско време, сигурно нема да знаат. Би ги одвела до Кемерот да видат, да им објаснам што значи тој свод, дека тоа било главен водовод. Порано се одеше на Шардаванбаши и на Ѓурѓовден, сега и тоа е запустено. Да знаат што значи Шардаванбаши, дека главниот водовод е тоа. Екимбаши, што значи главен лекар. Би ги одвела на Исарот да погледнат од сите страни, да ги погледнат основите на црквите што веќе ги нема, да ги погледнат, да го погледнат дворецот, да знаат дека тоа било војничка населба, дека ја зачуваат историјата. Да ги погледнат црквите, да знаат која црква од кога е. Воопшто историјата на Штип да ја познаваат,
Тоа треба да е задача на наставникот по историја. Меѓутоа, тоа треба да го предвидува Министерството. Наставникот, барем денес, не му е дозволено да излегува од рамките на она што е предвидено како програма. Затоа што постојано административно ги проверуваат, им бараат подготовки, не знам ова она. Значи, наставникот нема разврзани раце да направи нешто ученикот повеќе да знае. Точно. Жално е тоа. Да, така е. И пропуст на нашето образование. Точно, да. Јас сакам да ви се заблагодарам што бевте дел од оваа емисија. Ми беше навистина чест и задоволство да разговарам со вас и сепак да дознам некои интересни факти за нашиот град Штип. Се надевам, ви посакувам многу успех во иднина, пред се здравје и нека оние кои што се заинтересираат за историјата да одат по вашите постапки. Јас и благодарам на вашата телевизија што воопшто предвидува нешто за историја. На вас како водител ви се восхитувам, гледам со каков интерес ме следите, значи ја сакате и вие историјата и тоа ветува нешто. Ако ја знаете историјата, нема да ви се повторува. Затоа велат дека историјата е учителка на животот. Точно. Треба да се следат работите, да не се повторуваат, да не се прават истите грешки што се правеле, а кај нас обично тоа го правиме. Да. Ги повторуваме грешките. И тоа не е напредок, не е прогрес. Ви благодарам. Ви благодарам и вам. А вам, драги гледачи, останете со Канал Плюс телевизија, веднаш се враќаме по рекламите.